Воислав ни пристигна, ова не е негов непознат терен, вистина секој пат оваа наша дневна соба била отворена за одлична дискусија, за теми кои што секако не засегаат и нам како граѓани, особено и тој како доктор по ветерина, меѓутоа и сега повторно на челната позиција на јавното предпријатие Лајка, така што велам не е непознат терен за него и вистина морам да ти честитам затоа што и претходно кога за прв пат се запознавме всушност на твојата прва кандидатура. Така беше. Лајка не запозна, Лајка не спои, меѓутоа мора да признам дека секој твој јавен дискурс бил пропратен со огромен аплод затоа што емпатијата и сочувството и прагот на толеранција треба да се има прилично доста нели во општеството и заедницата во која што живееме, бидејќи веројатно и во тој период имаше доста преседани кои што ги направи позитивни нели со Лајка. Ќе го спомнеме, ќе го начнеме, меѓутоа некако кога ми спомна дека е одличен повод лајмската болест или лишманијата да ја отвориме, најдов на некои следни податоци пред да ја погледнеме анкетата, се смета за најчеста болест вели пренесуван од крлежи во Европа и пошироко со значителен и растечки товар врз јавното здравје. Според најнови европски податоци кои што јас ги забележав, се регистрираат околу 130.000 нови случаи годишно на лајмската болест или лишманијата, но експерти нагласуваат дека реална бројка може да биде и повисока од оваа која што е наведена поради недоволно пријавување и тешка дијагностика па и едукација. Истовремено се вели околу 30% од европската популација, односно 220 милиони луѓе живеат во подреша со висок ризик, што укажува дека болеста не е изолиран проблем, туку масовен епидемиолошки предизвик. Инцидентата вели значително варира. Во некои земји како Белгија, Финска, Холандија и Швајцарија се надминува и со 100 случаи на 100.000 жители годишно, додека во други е пониска. Меѓутоа, ќе потсетиме и за иницијативата Прошата и промовирај куќе, која што велиш дека добро е промовирана и супер некако нели е поврзана, катарзично некако се поврзуваме со оваа кампања. И секако за кучињата скитници, и тоа ќе не биде тема, ама ние направивме најава, нашата Софија Беслимовски, како млад дел од екипата на Утринска, помина низ некои булевари со кацени Скопје, па да видиме колку се запознаени можеби со ризиците. Затоа што сметаме дека едукацијата не достига кога е лајмската болест во прашање, но ајде прво да го слушаме гласот на нашите сограѓани, да видиме како тие размислуваат на оваа тема, колку се запознаени, колку имале можност, односно ситуација да бидат тие каснати од крлеж, да имаат убот од крлеж или можеби познаваат некој во нивното опкружување. Знаете што е лајмска болест и како се пренесува? Не знам да ви кажам, мислам дека е нешто од Африка или не. Со крлежи е поврзано? Да, тоа. Не сум запознат, али сум слушнал дека е многу опасна. Не знам. Не знам. Од крлежи, ама исто може и од комрци да се пренесуваат. Мислите ли дека се свесни граѓаните за ризиците од оваа болест? Па би требало да се свесни, пошто е сега време на крлежи, така да кучињата ги пренесуваат. А лоше? Не верува. Па нема ни некоја општа едукација преку медиуми, преку новини и така натака. Тоа е. Главно знаат дека не е добра за понатамошните последици, тешко, се тешки. Не се доволно смесни, да. Тоа треба да се, кога се оди во странство, треба да се вакцинира, да си преземат превентивно против таа болест, меѓутоа не се свесни. Треба малце повеќе да има едукација. Мислам не. Така има многу. Сте имале ли вие лично случај со крлеж или можеби некој од вашето секојдневие? Не, ама имало што знам некои особи што имале крлежи. Не сум имал. Али мои блиски имале. Да, сум имал. Србија ми се закачи на нога и многу лош, одвај го извадив. Не, никогаш не. Јас сум имала неколку пати, бидејќи чував кучиња и успеав сама да се увадам крлежот. Има еден механизам како може сам, меѓутоа еднашка беше толку длабоко влезен во мојата кожа, па морав на пластична хирургија да го вадам крлежот. Јас лично не, ама сум слушнала луѓе што имале. Да, голем дел од граѓаните и некако Воислав рече, предпостави дека одговорите ќе бидат и какви што се. Дека не знаеме. Сега, некој кој што се соочил можеби со искуството за каснување или убот од крлеж, јас вчера баш споделив, бидејќи минатата седмица Марија имаше баш
со уште еден ваш колега Воислав Жарко кој што говореше особено за мачињата и кучињата и крлежите, ама со тебе ќе ја објасниме сега темата за лаимска болест. Кога бев дете, на некои можеби 10 години, играјки со нашата црна пудлица, после некој извесен период почнав да се чешам. И мојата мајка вели што се случува, и таа забележала, нели, особено во 90-тите, па тоа некако не беше третирано како денес, мислејќи дека е брадавица. И после некој период, тоа нели поминуваат месеци, јас повторно чешам, моток нели мал, и мајка ми вели: "Ау, ова со ноџиња." И тогаш мојата баба покојна. Тоа значи колку време си го имал? Па сигурно 4-5 месеци. Замисли, кој е растело и потоа мислам дека самото уше, нели, доби една форма, нели, непропорционално, и тогаш забележа дека всушност станува збор за крлеше. Сега старите на времето, мојата баба покојна имаше третман на каков начин ги вадеше, денес има нели пинцети и така натаму. Меѓутоа, дека состојбата е алармантна за со крлежи, можеме да кажеме дека нема некој кој што во нашето окружување не бил убод, не имал и така натаму. Не знае директно човек кој што реално бил. Значи, лично познаваме. Да. Ти спомена дека сепак можеби и вие како фела ветеринарна не ја третирате можеби тенденциозно низ медиумите, а е велиш важна која што треба да се зборува. Видете, крлежи како поднебие сме земја која што е предрасположена кон развој на крлежи, таква ни е времето, таква ни се условите надвор, и сега веќе доаѓа тој период каде што крлежите почнуваат малку помасовно да излегуваат, иако реално ние и целогодишно како ветеринари гледаме крлежи кај животните и зимно време има. Но кога е пикот? Сега баш сега пролет? Почнува пикот, да, сега почнува пикот. Работата е кај лаимската болест затоа што симптомите се јавуваат месеци, збориме кај луѓето, но исто така и кај животните. Исто може да се јави месеци по каснувањето и по отстранувањето на крлежот. И затоа доста често таков тип на симптоми, висока температура или акутна температура малку зголемена, болкавост, глобови, зачешување на некои определени места и така натаму, никогаш нема да го поврзаш со нешто што се случило пред месеци нешто поназад. И затоа доста често се превидува и при диагностицирање лаимската болест. И кај докторите, во секој случај, предпоставувам, сега не прегледувам луѓе, но и кај нас ветеринарите, затоа што има акутна температура, окей, симптоматски ќе делуваме, ако не се симнува ден-два, ќе одиме на антибиотици и така натаму. Доста често, да, ние правиме 4D тест, тој се вика 4D тест, затоа што таргетира 4 болести, но тој тест има една, не е аномалија, но има два типа на таков 4D тест, кај што едниот го вклучува лаимската болест како таква, а другото го вклучува, мислам дека лешманиозата како таква. Така да другите 3 болести се вклучени во двата теста, ама едниот е со лешманиоза, другиот е со лаимска болест. Заради тоа што лешманиозата има потешки симптоми или потешка последица кон животните, генерално собствениците бираат да се направи тој кој што е со лешманиозата и доста често... А сите овие 4 болести може да се пренесат? Да, сите се крлежо преносливи, тие се векторски преносливи болести. А инфекцијата, категориите се во една инфекција, така? Не, тоа се 4 болести, тие тестови таргетираат 4 болести кои што се векторски преносливи. Односно, тоа се пренесуваат преку комарци, крлежи, песочни мушички и така натаму. Јасно. И затоа ги таргетираат во една група. Но некогаш е лешманијата вклучена во тој тест, некогаш лешманиозата. Тоа што лешманиозата е многу почесто се бира тој тест. А лаимската болест некако ни поминува под радар, дури и на нас ветеринарите, каде што реално, затоа што кучињата многу почесто се каснувани од крлежи, треба да ја исто така таргетираме. Да, симптомите се генерални, не е нешто специфично. Значи да, окей, малку болка, малку чешање, малку температура акутна и така натаму. А така што кога ќе се диагностицира, се лекува. Тоа е важното. Но важно може би потежок патот да се дојде до диагноза дека е тоа. Велат дека се нарекува голем имитатор. Да, па точно тоа зборува. Затоа што симптомите се заеднички со многу други болести кои што може или акутни состојби кои што може организмот да ги има. Можеме да ја ставиме во категорија хронична болест што го нарушува целиот организам. Јас се сеќавам пред извесен период јавно говореше, сега не знам дали и единствено на тој пат со убот на крлеж се добива, нели? Познатата Аврил Лавин баш говореше за последиците од лаимската болест ако не се третираат. Да, и може да дојде до хронифицирање на проблемот, може да дојде и до системски проблеми во организмот, но треба да знаеме дека се пренесува само од крлеж, значи не се пренесува од животно, од човек и така натаму, тоа е бактериска, не е паразитска, бактериска болест.
која што од крлежот се пренесува на неговиот домакин следен во секој случај. Така што е важно за ова? Прво, сопствените миленици треба целогодишно ги третираме за надворешни паразити. Кога ќе дојдеме дома, во секој случај, поготово во овој временски период, каде што веќе тревата почнува брзо да расте, да бидеме реални, градските власти не можат сега од еднаш цела бујна вегетација да ја средат. Кога ќе има бујна вегетација, во секој случај крлежите се таму. Крлежите се, како да објасниме, чекачи. Зашто? Ти рече има ноџиња, нели? Кога ќе видиме под микроскоп, да речеме, или со голема лупа, кога ќе видиме крлежите, ќе видиме дека кај нив ноџињата се буквално накви набраздени и он што прави? Он се качува на ливчето или на тревата, каде иде, и он чека. Кога ќе помине кучето, он автоматски со рачињата се лепи, односно се закачува. Затоа се онакви као со влакненца. Со пипци. Он не трча на кај кучево па ќе го фати или ќе се качува, не, он си чека. Кога ќе помине животното, он автоматски е закачен и после си оди кон кожата за обично кај што е најнежно, кај што е најтопло, за да може полесно да пенетрира и да може да се нахрани. Како што кажам, точно зад ушето скриено. Кај луѓето е, да речеме, на препони, под мишки, под града, позади уши и така натаму, каде што е понежна кожата и каде што е потопло. Ние како луѓе не сме домакини природни на овие паразити и на бовите и на крлежите. Реално кога имаме дома куче, да, тој знаеме, лази крлежот, во секој случај, ќе видите дека ставите, мислам, ние во пракса стално го имаме, ако имаш куче на маса и од него падне крлеж, крлежот директно си оди на кај него, не оди на кај нас, иако мојата рака е исто одма тука. Интелигентни мали непријатели. Да, па затоа што они одат пред каде што има поголема температура. А кучето од нас има и мачката имаат поголема температура од нас, да, и затоа он си оди, си има некаков вид на термодетектор најверојатно и си оди таму кај што му е потопло, да. И затоа кучињата можат многу почесто да имаат. Но кога почнуваат крлежите да ги шетаме на површини кај што има веќе искосена, нели трева, до градските власти пак ќе направиме нели порака да ги косат почесто тревните површини, зашто така се намалува и популацијата на крлежите во конкретниот случај. Да. Исто така, еве денеска сабајле се јавивме во град Скопје пред емисијата, прашавме дали се во план да прскаат. Прскање сезонава, да. Да, ќе прскаат редовно. Веќе најверојатно се подготвуваат за тоа, се има периоди од годината кога по некои правила треба да се прска, сега ние не ги знаеме точно, ама си има луѓе кои што се разбираат со тоа. И по принцип јас и ќе инсистирам за тоа што и ќе инсистирам во град Скопје тоа да се прави навистина темелно и како што треба, заради тоа што покрај нели лајмската болест тука е ние лешманиозата и други, да речеме, крежно преносливи или односно векторски преносливи болести кои што навистина ваков начин би можеле малце да ги смириме. Да ги стабилизираме. Да. Инаку постои мит секогаш кога има црвен круг покаснување, колку е тоа неточно, бидејќи баш забележавме сега во инсертите. Да. Многу е веројатно и не мора да е крлеж, може да е болва. Да. Може да е болва. Многу интересно што и крлежите и болвите имаат да речеме активни состојки во плунката кои што он кога ќе те касне ти не го осеќаш затоа што има анестетска овако значи баш интелигентно мало бубаче. Тоа е еволуција. Нормално. И вие не го осеќате моментот, затоа што тој нели си ве анестезирал, микроанестезирал на местото. Да, видите, и тој треба да се снајде, нели? Тоа е тоа. Секој има право на живот на оваа планета. Во случајот и крлежите. Да. Што се случува, Воислав, бидејќи ова е, рековме, сериозна состојба за луѓето, но и за животните. Дадовме некои насоки како што да се превенира, што да се направи и така натака, за што ќе препорачаме за сите оние кои што се сопственици на домашни миленици, како тие да си ги заштитат, бидејќи ти сподели дека во текот на целата година треба да се грижат, но еве ако е ова периодот кога е пикот, што е тоа што можеби поконкретно треба да го направат, но како и луѓето, како и ние да се заштитиме, па и оние луѓе кои што немаат миленици, а често се во природа, што би требало да прават или како да се унесуваат, на што да обрнат внимание? Да може да почнеме прво еве од луѓето. Кога се оди во природа, јас исто така одам во природа, се качувам по планини и така натаму, сите знаеме дека има оние како гамаши или како и да се викаат, кои што се високи. Тие не се само за змии, луѓето мислат дека се мене. Не, тоа се и за
крлеши. Да. Затоа што кога одиме во високи треви, нормално е, природно е, како што рекав, они си имаат буквално као ченгелчиња на нозете и они нормално е дека и кај нас ќе си застанат исто како што ќе застанат и на куче и на било кој друго животно. Така што после таков тип на активност, убаво е кога ќе се тушираме, убаво да се провериме, ако имаме нешто такво, јас секогаш препорачувам да одат на доктор да го извадат. Да, што е првата? Една госпоѓа рече имав, па сама си го... Ако имате искуство и поготово нашите предци, баби, дедовци, они многу често се сретнувале со ваков проблем и кај нив немало проблем, си земале техника. Но познавам и лично неколку луѓе кои што пробале сами да го извадат. Ние луѓето имаме многу различна структура на кожа од животните, кај нас навистина потешко се вадат овие паразити и ако не сте сигурни дека можете убаво да го извадите, во таков случај отидете на доктор. Зашто? Затоа што крлежот има афинитет и покрај што вие можеби ќе го извадите телцето, главичката останува. Главичката да остане, а таа има афинитет да се продлабочува навнатре да отиде. И во таков случај веќе прави можеби и абцес и проблем и ќе треба да се стигне до хируршко отстранување на остатокот. Затоа, ако не сте сигурни, ако не знаете, а генерално не сме сигурни, не знаеме, би препорачале да одат на доктор да биде тоа соодветно третирано. Кај нас со животните, по принцип, ние избегнуваме да исто така да ги вадиме, освен ако не е некој единечен или ако нема па огромна инфестација, па прво да го испрскаме, па тие веќе кога се во фаза на умирање многу полесно излегуваат. Секогаш препорачуваме препарати, дури ако има крлежи, му ставаме препарати, тие препарати во рок од 12 сат веќе достигнуваат определен дејство, за 24 сати го достигнуваат максималното дејство, што значи дека тој ќе се исуши и ќе падне. Доста често викаат абе кучево мое е третирано, ама има крлеж. Океј, ако крлежот не е, ние викаме ајде зацицан, односно да се поднаполни, тоа значи дека вашето куче е заштитено. Оваа бактерија, конкретно за лешманиозата, треба околу 12 сати крвежот да биде закачен, за тој да почне да има комуникација со нашиот организам. Затоа се овие препарати, реално за неколку сати од кога ќе се закачи, они го парализираат, всушност тоа работи овој препарат, го парализира и тој не може да има интерференција, неговите плункови жлезди веќе не функционираат, он се суши и паѓа. Првите часови се клучни и како за луѓето, така и за животните? Да, за пренесување на оваа бактериска. И за реагирање, така за да... Па да, во секој случај да, во секој случај да. Војслав, истражувања некаде од регионот покажуваат присуство на бактерии како борелија, но и други што се патогени можеби кај крлежите, тоа значи дека ризикот е поширок од само лајмска болест, така? Да, во секој случај, да. Не е само лајмската, ние во моментов ја таргетираме лајмската болест. Да. Затоа треба да се заштитиме. Кога имаме двор, поготово како имаме викендица, не е ништо скапо и така натаму, ќе отидете во првото ветеринарно друштво или земјоделска аптека, ќе се земете препарати кои што се може и вие сами да ги испрскате, кои што се и со подолго трајно дејство, но имавме еден разговор пред да почнели во меѓу емисијата, ако вашиот сосед има пчели, треба навистина во координација со него да прскате определени средства за да не наштедите на пчелните семејства, да не направиме белја на соседите. Така е. Да, и во таков случај треба да се изберат и препаратите, затоа што има препарати кои што се со долго дејство, кои што ги лепат во континуитет ноџињата или крилцата на инсектите и на таков начин всушност ги отстрануваат да не направат белја. Затоа ќе треба да изберете и соодветен препарат, затоа што тој ако стои 15-20 дена, комшијата ако ги пушти или соседот или соселанецот ако ги пушти пчелите, значи продолжено време може да направиме проблем. Добро, но што е со градските паркови, да речам, или јавните површини каде што голем дел од луѓето секојдневно, особено за време на викенди, знаат да ги користат тие јавни површини, па тука се и нели водно, не знам, кучково, поблиските приградски места кои што аеропрскањето е генералниот да речеме превентивна мерка, косењето на површините е втората и менталитетот или знаењето и информираноста на граѓаните е третиот момент. Ние дека ќе се заштитиме, ќе живееме од стаклено звоно нема, не е ништо страшно да не полази крлеж, но еве треба да знаеме како треба да реагираме. Не треба да го минимизираме постоењето на лајмската болест, затоа што повторно ќе кажам, ова твое денеска представување и јавен дискурс е баш за тоа. Не знам дали е лаичко прашањето, им постојат неколку подтипови на крлежи кај нас
нас кои што се држам поопасни од другите? Видете, не можеш да го селектираш, да го гледаш со голо око. Јасно. Меѓутоа по некаква селекција постоја. Има под видови на крлежи кои што се повеќе склони кон пренесување конкретно на лајмската болест. Сега ние апсолутно немаме таргетирано, не знам дали воопшто факултетот и институтот има некакви испитувања која популација на крлежи во кој е присутна на која територија и така натаму. Тоа го има за други болести, за други, да речеме, причинители. Јас малце повеќе сум навлезан во лешманиозата, така да таму веќе и препорачуваме да се има таков пристап за да се знае векторот, каков е и каде е, не само да се оштетуваат кучињата, затоа што многу се рестриктивни мерките кои што државата ги има направено за конкретно за таа болест кон кучињата како еден од видовите кои што може да бидат резервар. Но тоа се сосема други теми кои што може да ги трагетираме. Отвориме во некоја следна прилика. Дали се исти симптомите кај кучињата и дали како да го забележиме, да речеме, нашиот љубимец дека во моментот за жал е можеби заразен? Добро, тоа генерално ветеринарот треба да биде доволно едуциран за да може да го детектира проблемот. Има слична симптоматологија како кај луѓето или? Па да, горе-доле да. Главниот момент е дали вашето куче имало некогаш крлеж и главниот одговор е не, моето куче никогаш нема, а има лешманиоза, значи има лајмска болест, што значи дека реално имало контакт, затоа што и ние луѓето не можеме секогаш да знаеме дали можеби препаратот е присутен, крлежот се закачил, 2 дена се парализирал, паднал, ние не сме го ни приметиле, поготово кај долгодлаки кучиња, долговлакнести кучиња. Апсолутно. Затоа ветеринарот треба да ја таргетира и оваа болест при пројава на вакви акутни, да речеме, зголемување на температура, затоа највише ни го дава. Колку е животозагрозувачка? Не, реално не. Не, затоа што и симптоматски кога се лекува, генерално може да стигнеш до антибиотици, а антибиотиците се тие кои што го третираат проблемот. Јасно. Да. Досега има некаков регистар колку случаи во Македонија или тоа? Не. И повторно кажувам дека и кај нас ветеринарите не е доволно детектирана, туку можеби симптоматски е лекувана. Јасно. Како таква и излекувана, не само лекувана. Јасно. Сега со Цеце ќе јас следиме темата сега со Завршивме за крлежите. За крлежите, ако има некој дополнително прашање секако. Добро, најважно е дека не е животозагрозувачка на крај тоа, меѓутоа дека треба да направиме превенција. Дека треба да се реагира и дека треба да се преземе нешто апсолутно. Да, сепак има нели симптоми кои што не треба да се игнорираат. Особено некако е нагласена темата на социјални мрежи. Знам дека до последна капка надеж се секој пат, мислам ние и те познаваме приватно, секој пат нема откажување. Нели некој ќе вели досега требаше да се среди проблемот со кучињата скитници и така натаму, па тие пари да се преименуваат, да речеме, во Лајка или во други стационари, меѓутоа Скопје исплатил вели над 750.000 евра за напади од кучиња скитници. Претпоставам дека ова можеби некој пат е и голем успех на системот или претпоставам дека и последица како една негрижа, бидејќи пак ќе кажеме колку и тоа да е за жал голем проблем нели кај населението, сепак тоа се и крзнени некој пат и непријателчиња наши, меѓутоа и тие се некако поврзани со ширење на паразити и слични заболдувања. Сега знам дека полни раце работа ќе биде периодов и за тебе со повторно ставање на челната позиција на Лајка. Проблемот во Скопје е голем, а посебно во последниве, да речеме, неколку месеци и интензивирано во последниве 15 на дена гледаме дека има сериозно, имаме индиции за сериозно предизвикување на проблем од најверојатно оставени кучиња, од други локации. Така. Буквално на дневна основа имаме индикации дека се носат групи на кучиња од најверојатно други општини, нема од каде да биде од друго место. Интензивно работиме на тоа. Нашата работа си е да го гасиме пожарот и нашите екипи се нонстоп, дури и сабота и недела се екипите на терен, немаат одмор буквално за ловачите и навистина дури малце и претеруваме со нивното ангажирање. Пробуваме да се реорганизираме. Сега веќе направивме 2 смени, ќе се работи до 8 часот навечер, со 7 ќе заловуваат до 8 саат да се вратат назад во прифатилиште, затоа што имаме големи групи на кучиња кои што се составени на локации и гледаме дека прво се групите на кучиња се нетретирани, не може во една група ниедно да не е третирано. Тоа значи дека е донесена група од некаде. Да.
Второ, гледаме дека кучињата се неавтохтони, односно не се кучиња кои што би можеле да произлезат од личната популација или од домашната популација која што е во нашата урбана средина. Тоа по морфологијата Да, па се гледа, големо е, да речеме, ловџиско е, овчарско е и така натаму. Ние во Скопје немаме такви кучиња помеѓу нашите домашни кучиња. Во секој случај. Во една ситуација, просто на дигресија, некаде се споменуваше дека и различни обетки се забележани на... Да, добро, тоа беше инцидентни случаи. Се мислеше дека едно куче од Албанија донесено. Ние имаме едно куче кој што си го знаеме 5-7 години, функционира пред Жабар, кој што е со косовска, ама тоа се толку 2-3 кучиња кои што сме од друга држава, нели? Ама станува збор за внатрешен трансфер на животни. И дај Боже да уловиме еден таков, навистина да го направиме пример за сите други, затоа што навистина ова покрај тоа што ги дислоцираат кучињата од една друга локација, се гледа дека овие кучиња не се социализирани. Кај нас, на пример, во Скопје кучињата ти кога ќе му придеш оно или прави контакт или барем ако ништо друго ќе се доближи, тука е и така натаму. Се кучиња кои што буквално бегаат од луѓе, не се автохтони. Доаѓаат од средина каде што немале контакт со луѓе. Тоа ги прави да бидат поопасни? Да, и ги прави поопасни да бидат затоа што они се на нова локација, треба да ја завладеат таа локација, на таа локација веќе има други кучиња, па и тие стануваат нервозни. Се име непријател. Па тоа е како душе двајца нови водители да ставиме кај вас во студиото и двајцата да пробате да водите емисија во исто време. Нервозата ќе биде и кај едните и другите. Реално. Но нашата задача си е наша задача, мора и овие кучиња да ги детектираме. Другите власти се надевам дека ќе си го детектираат проблемот, нели, кој ги носи, зашто ги носи, како ги носи и така натаму. Од тука натаму кога ќе пробаме да го подизгаснеме овој пожар, продолжуваме да делуваме онака како што правилно треба да биде. Едната екипа делува на пријави од граѓани, другата екипа оди од локација на локација, буквално од општина во општина, да стигнеме до 75 до 80% стерилизирани кучиња на таков начин на локациите. Во таков случај веќе да речеме можноста за прираст на нови генерации од таа популација на кучиња е многу помала од она што е природниот век на живот на кучињата на улица и на таков начин се препорачува дека се представува и тоа веќе го видовме во Сараево, бевме на конференција Сараево нема кучиња, затоа што од 2013 година почнуваат да го прават и го прават правилно ова што ние го заговараме више 4 години. Но за сето тоа треба да има сериозна поддршка и спонзорства. И така институциите да не бидат глуви за овој проблем. Да, они имале среќа затоа што, мислам среќа, тоа е среќа во несреќа затоа што ги има таргетирано како, да речеме, поствоен конфликт и така натаму. Меѓународни организации целосно го имаат преземено менаџирањето со овој проблем и го финансираат со тоа што они имаат еден сосема различен метод, тоа ние ќе го примениме во следниот период во рамките на градот Скопје. Они немаат прифатилиште. Да, каде се кучињата? Тоа го заговарам уште пред 4 години, дека не е битно да се изгради прифатилиштето, затоа што прифатилиштето е еден споменик на нешто, а не дај Боже ако го предимензионираме споменик на глупоста. Зашто е тоа така? Затоа што тоа реално уличната популација на кучињата се менаџира за релативно краток временски период, тука натаму проблемот се одржува. А тоа ние во приватниот сектор, во секој град, во секоја општина го имаме како потенцијал. Зашто би градале нешто ново, би ги трошиле парите на граѓаните за изградба, кога веќе имаме постоечка инфраструктура и спремни специјалисти кои што може тоа навистина добро да го направат, само треба да се искоординираат. Тоа што кажавме претходно во нашиот претходен разговор пред емисијата, Лајка има, прошлата година околу 1000 кучиња има третирано, кој што не е доволно реално за да ние да стигнеме во фаза на контрола на проблемот. Сега рече дека бројката е 2500. Да, таму ни е таргетот. Во Скопје има 5500, од броењето од 22, сега ќе правиме нов мониторинг, за да видиме реално што сме направиле во изминативе 3 години, дали сме подобриле, дали сме стагнирале, дали сме во полоша состојба. Но сепак имаме таргет. Таргетот оваа година, барем сега, пред мониторингот, ми е 2500 кучиња да третираме, со тоа што ги вклучиме сите ветеринарни друштва и приватни капацитети регистрирани прифатилишта во рамките на градот, паралелно да работат со нас. Нашиот таргет 1500 да направиме во рамки на јавното претпријатие и уште 1000 да ни помогнат сите останати ветеринарни друштва. Тоа како пример го направивме во Битола, е многу успешен пример во Битола, само ќе го превземеме како јавна набавка и ќе го трансформираме тук
Јас тука само во не разбрав Скопје. во Сараево каде се кучињата? Како е решен проблемот? Приватните ветеринарни друштва го Ги има. презимаат проблемот. Секој од нив си има определен микрокапацитет или мал капацитет каде што си ги И прави. тие ги чуваат? Да, со тоа што кај нив има една голема мана, тоа е и тоа го прави реално го прави таа Докстраст како организација, но они се многу па неразвиени во тој сегмент, маркетинг и вдомување. Тоа што ние па од друга страна ние го сме имаме развиени, да. Затоа што они ни презентираа дека во прошлата година 100 и нешто кучиња вдомиле како огромен успех. Ние сме на 300 и нешто, близко до 400 кучиња на година. Што значи дека тука сме навистина развиени во однос на вдомувањето, зголемување на јавната свест. Нашите граѓани се почесто се насочуваат кон вдомување на уличен миленик или нестандарден миленик, отколку купување, што значи дека веќе во таа насока одлично делуваме, да. Сега треба овој другиот сегмент да го стигнеме. Еве ги го користиме методот што ќе ни дава резултат, кој што и ние знаеме со години назад дека ќе даде резултат. Полза, така е. Буџетот на јавното претпријатие е катастрофален, предвиден во рамките на градот, но при првиот средба со градоначалникот ми кажа дека при првиот ребаланс навистина ќе ни делегираат средства за да можеме ние да ги покриеме овие работи. Како што кажавте, 700 и нешто илјади евра ни се оштетите, ако е тој официјален податок од... Колку што најдов на некаква информација, стои таму. Јас не го знам точниот, ама мислам дека е сериозна сумата, не можам да кажам, но оваа сума е дупло поголема од буџетот со кој што располага јавното претпријатие. Сега не може да решаваме проблем кој што генерира еве и оваа сума на средства со дупло помалку средства. Ние треба еднашка да го претркаме овој последицата со цел да ги намалиме решението. Да. Секогаш ќе имаме оштетени граѓани. Секогаш ќе имаме кучиња. Тоа ние не треба да мислиме дека нема да има. И во Загреб има, и во Подгорица има, и во Сараево има, ама треба да имаме спремен систем. Не мора, како што викаме, прифатилиште, затоа што не зборуваме сега само за Скопје, зборуваме цела Македонија. И праќам во моментов и апел до сите градоначалници. Не е да се изгради прифатилиште, не е решение на проблемот. Да се изгради систем е решение на проблемот. И да ги искористиме и потенцијалите на веќе изградените да речеме инфраструктурни капацитети. Да. Нормално чемери јатка и многумина кои што особено детето настрадало или да речеме случаен минувач па турист или било што се создава револти ќе кажат еутаназија, нели како што убаво го објасни, многу свесно објасни дека и тие се свесни живи битија на кои што само нели се сведуваш на свеста на кучето, како тоа му треба да направи една припадност и агилност од бачило донесено во градска средина во урбанизација со толкав метеж од собраќај од луѓе и возила, нормално да има реакција некако тоа и што билиш човек остави го на непознат терен, ќе има некаква состојба на еве пак ќе направиме една компарација. Сите имаме и роднини во село и така натаму. Тој роднина кога ќе дојде да живее во град, поготоа ако е во поголема возраст, вика дечки враќајте ме веднаш. Враќајте ме назад. Исто и кучето, ако е веќе одгледано во таква средина кај што има ловци, кај што било можеби на послободна територија и така натаму, кога ги дојде тука, него му е стварно шок и стрес моментот. И треба да кажеме дека кучињата што се на улица не се виновни, затоа што они се тука. Ние виновни сме ние луѓето, они се нас најдобар пријател. Што направивме миграција нивна тука. Не само со миграцијата, што сме неодговорни собственици. Не може јас да имам машко куче и да викаме моето е машко, нема го кастрирам, ама знам дека секој ден ми скока и барем 10 женки во неговиот живот во малото ги спарил и дури и се подигрувам со нашиот сосед, као демек, нели, види го моев колку е мангуп. Нели, тоа го има во нашата рурална средина. Да, ама тоа е менталитет, тоа е менталитет. И затоа треба да работиме и веќе работиме. Вчера имав состанок со градоначалничката на Кисела вода, веќе со аеродром договоривме за во четврток, со Карпуш градоначалникот се видовме и ќе делуваме многу сериозно и преку нивната инфраструктура, односно локалната самоуправа, ќе си работи преку нивните, како се викаат овие месни заедници, секретари на месни заедници, ќе направиме уште дополнителна кампања каде што точно зашто тие месни заедници си го знаат таа микросредина која што имаат, куќите знаат кој е куче на кого е, дали му излегува, дали не му излегува, тие луѓе многу добро си ги знаат улиците и куќите. Преку нив ќе делуваме превентивно со едукација да им кажеме да си ги соберат кучињата собственички дома. И тоа ќе биде, веќе зборувавме и со комуналните инспектори да ги искористиме, да можат да влезат во системот со еден читач, да речеме, да видат, да титнат, ако ти е кучето на јавна површина, да има некаков буфер период, 2-3 месеци да одат и да предупредуваат, ама после тоа веќе да почнеме и да се реагираме.
а лајка чисто да знаат собствениците, ќе таргетираме таков тип на куќиња и ќе делуваме на пак да го приближиме према граѓаните еден вид на паркинг систем. Колата која ќе си оставите на улица, ако ја дигнах пајакот, вие ќе си платите за услугата. Санкција, така е. Тоа не е казна, тоа е услуга. Истото ќе биде и со куќињата. Ако вашата куќа е на јавна површина, ние го земеме, нема веќе да има пардон, гледам дека имало сериозна пардон на овое, овој знаеш, активист, ова е негово, ама знаеш си шета по улицата што го спасил некогаш, или ова ми е на комшијата, или ова е на некој од град Скопје братучот. Мора да постои санкција. Од тука натаму им реков брат да ми е, нема простување, затоа што треба секој да биде одговорен собственик на животното. Ако е чипирано на негово име и куќето е на јавна површина, паркинг систем ќе си дојде во лајка, ќе си плати определена сума на средства за залувањето, за ден престој и така натаму. Така да знаат граѓаните дека нема простување. Затоа што се ова што го спомена практично во некои европски земји веќе не се ни дискутира. Ма каква дискутирање? Мислам, тоа е јавна одговорност мислам апсолутно не се доведуваме до прашање одговор на вакви теми. Да, всушност се сведува на тоа дека ни фали едукација, дека недостига едукација. Кога веќе ја зборуваме едукацијата, ќе споменеме на дел од активностите кои што ги имаат исто така со лајка, тоа е едукација на млади луѓе, на средношколци претпоставувам, ќе ни споделиш каде се и кој е таргетот кој што треба да се едуцира, затоа што во многу случаи сме биле сведоци дека млади луѓе се тригерот за тие улични куќиња да реагираат понекогаш така агресивно како што реагираат. И од тука пак се сведува моментот дека не се доволно едуцирани како треба да се однесуваме. Лајка прави таков караван, ако не се лажам, со едукација по училиштата, уште една алка која што исто така многу важна во целиот овој круг за да постигнеме она што сакаме сите да го постигнеме. Овој, да речеме, циклус на едукации го предложивме до сите општини. Во моментов имаме одговор од 4 општини и веќе почнавме со нив да функционираме. Мора да го поздравам Столе, Боби, Наталија од Лајка кои што генерално го водат ова, ги вршат едукациите. Јас кога ќе можам и кога можеме бев веќе на неколку едукации и јас да дадам допринос во колку што ми дозволува и времето во секој случај. Но многу е важно на децата да им ја внесеме оваа тема и да ја размислуваме и да ги натераме и да размислуваат на темата, така и направена едукацијата за да има интеракција. Не е само ние да дојдеме да зборуваме, туку реално бараме одговор од нивната страна. Идејата ни се таргетирани 5-6 тука тоа одделение, затоа што се доволно зрели за да ја разберат и да ја прифатат темата, а доволно се мали за да може да бидат доволно внимателни на темата. Јасно, и се најблиската генерација кои што за 7-8 години веќе ќе бидат одлучувачки фактор со нивниот, веќе како возрастни и созреани личности. И пиени со овие информации што велиш. Убаво е и би направил во иднина и некаква активност со Бирото за образование. Оваа тема да ја вклучиме како задолжителна тема во образованието и јас мислам дека треба. И всушност овој караван покажува и во минатото кога сме го правили, зашто го правевме еднаш пред 2,5 години да речеме, под спонзорство на американската амбасада USAID, мислам дека беше тогаш. Сега само му правиме фоллоуап со наши средства, со наши ресурси и така натаму. И мислам дека треба да влезе како наставна единица, но во секој случај до сите училишта го направивме во Битола. Истото, во неколку училишта бевме во Битола со ова активност. Кавадарци има Македонија, затоа што проблемот со интерес, ама јас можам да ги упатам секој еден наставник по биологија, општество, како и да се викаат сега предметите, нели? Нека дојде на страната на Лајка, може да си ја симне слободно презентацијата и под секој слайд е објаснета има информација за слайдот. Значи секој еден кој што има афинитет може без никаков проблем да ја репродуцира така и направена презентацијата за секој наставник кој што е по биологија или кој што е од некои природно-научни предмети да може лесно да ја конзумира и да ја пренесе на одделенијата, училиштето и така натаму. Има апел до сите наставници или до сите оние кои што се во рамки на образованието дека можат да ја покренат оваа иницијатива, да ги ја контактираат, да го контактираат јавното предпријатие Лајка или во крајен случај да го стимнат овој материјал кој што е 5 минути работа веројатно, а се наоѓа на вашите социјални мрежи. Секој пат велам дека твојата биографија и животна приказна е само поврзана со животни, ништо повеќе и затоа велам дека сериозно твојот јавен дискурс е од огромно значење. Ајде, прашање од
публиката, што јас сеце и многу мина го читаат, бидејќи си неверојатен визионер и знаеш, сакаш да направиш една промена, прагматичен си во тој дел. Подобро општество. Подобро општество, да. Јас се сеќавам тогаш кога бевте и со колегата од Битола, кога зборевме за нивната платформа и така натаму. Верувам дека тоа може би тие идеја и желба и ти како единец, тука што се вели во општеството, ама како един како што знае како домино ефекта да го пренесе. Претпоставам дека многу ме прашуваат, ги адресираат прашањата дали ќе се отворат други стационари или нешто што ќе биде сестринска фирма на лајка или нешто. Иако рековме дека тоа не е решението. Да се отвараат уште нови простори. Како можеби го гледаш решавањето на проблемот и во тој дел за да што повеќе се третираат? Видете, сега во моментов нема да откриваме какви планови имаме. Прво ама дека ги имаме, да. Треба скокнеме па да речеме опнели. Така е. Да, во секој случај градот има афинитет да го прошири капацитетот. Во секој случај тој капацитет не треба да правиме ние капацитети за кај што ќе азилираме куќиња, како што е во некои наши соседни главни градови. Тоа е апсолутно погрешна мерка ние да ги ставиме куќињата на некоја локација и таму да ги чуваме доживотно. Такво нешто никаде во светот не е одобрено, нема ни финансиска, ни од благосостојба гледна точка оправдување, но Скопје има потреба од уште малку проширување на капацитет, не многу. Во моментов ние немаме капацитет да третираме мајки со мали куќиња и во таа насока би требало да изградиме капацитет, затоа што ако имаме легло, мајка им легло, ние немаме каде да го донесеме. И секогаш кажуваме нека остане на локација, малите мора да пораснат барем до 2,5-3 месеци за да бидат самостојни. Така? Да, затоа што ние го ги земеме во јавното предпријатие, тоа е како да ставите мајка со бебињата луѓе во геријатрија. Значи, таму луѓето се можеби здрави, но во нив имаат определени бактерии и така натаму кои што овие млади организми не се воопшто запознаени со нив и подготвени за нив. И ако го земеме мајката со малите во таква средина, огромна е шансата скоро сите да угинат. И ние ништо добро не сме направиле со тоа што сме ја земале мајката со малите. Да, во некои градови има места каде што ќе можеме овој тип на куќиња да ги ставиме на посебно место и да можат тој сегмент да биде само за мајки со мали куќиња. И третиран на соодветен начин. Исто така идеме веќе во една друго планирање да го зголемиме капацитет на јавното предпријатие, затоа што кога комуницирам со луѓе кои што многу ја разбираат оваа област, со господинот Брајан Фолкнер сме доста пати во комуникација, заедно и правиме едукации надвор од државата. И тој секаде го спомнува тоа, кога ќе дојде под контрола популацијата на куќињата, популацијата на мачките расте. Затоа што куќињата и мачките се природни, да речеме, немаат синергија во функционирањето. Односно, не е само нападите од куќињата према мачките, туку е и храната. Куќињата ја јадат храната, мачките имаат помала, во таков случај имаат помал генетски потенцијал за да се размножуваат и така натаму. Кога куќињата ќе си отидат, обично нашите луѓе истата храна ја оставаат на локација, не се намалува тоа. Кога ќе се намали популацијата на куќињата, автоматски очекуваме зголемување на популацијата на мачките и сметам дека некоја следна проширување на капацитетите би требало да ги таргетира нив. И од тука натаму ќе видиме и други проширувања, дополнувања, дали може тој нов објект или ако има нов објект или ново проширување да направиме услови за да може да адресираме иднината на следниот проблем, односно да го предвидиме уште сега следниот проблем. Да, Воислав, секој пат сте биле во убава конекција со публиката, односно со сите оние кои што ја почитуваат и работата на лајка. Ние и во минатото сме говориле дека Соците спомнавме, сите знаеме некои малски куќиња кои што нели си ги храниме, долги години се наши тука соседи да речеме, меѓутоа совесни соседи некој од нас направил услуга. Ги однел на ветеринар, ги кастрирале, стерилизирале за нивна репродукција да не се случува. Тоа ќе го потсетиме дека убаво придонес правиме тука, нели? Ако ќе извадиме можеби од нашиот месечен придонес мал, нели, што се вели за тоа да не се случува размножување. Кога сме кај конекцијата ваша, може велиш земјите од регионот, ти спомена Сарајево, го решаваат некако проблемот, можеби имаат недостаток во маркетиншкото покривање, што ние, например, некако пиарот сме, така велиш, добри. За тоа и ќе ви честитам, бидејќи сакам со тоа и некако да го заокружиме разговорот, велиме со Цеце, ќе честитаме, велиш дека добро врви кампањата Прошета и промовирај куќе. Тоа е еден современ пристап на справување со проблемот на бездомните куќиња, што комбинира, јас би рекол, една хуманост и едукација и практична грижа. Можеме да споменеме дека тоа го гледаме и секојдневно на социјалните мрежи на лајка. Да.
Да го објасниме. Многу убава кампања. Потекна всушност кампањата од Be My Valentine, една кампања која што беше промовирана. И всушност ова е еден вид на продолжување на таа кампања. Не може да крстиме пак Be My Valentine, ќе го чекаме следниот најверојатно, да. Но видовме дека има навистина убава реакција. Кучињата навистина добиваат еден многу убави искуства како е да се биде сопственичко куче барем за еден ден. Еве гледам дека ситуација има кај што истиот, да речеме, граѓанин и втор пат и трет пат се пријава за истото куче. Платонска љубов се создава. Да, веќе се создава. Идејата на оваа кампања е покрај кучето да добие позитивно искуство, а и плюс реално малце повеќе да прошета, да има вежба и така натаму, да комуницира со јавност. И секој еден граѓанин кој што ќе се го вложи својот ден во дружба со оваа куче, ќе може да ги пренесе карактеристиките на тоа куче на можеби потенцијален втомувач ако тој самиот не е таков. Нели? И мислам дека е навистина убава активност. Еве јас ќе пратам повторно апел, имаме многу убава апликација, можете само на нашата Facebook страна и на Instagram страната ја има, ќе си го кликнете линкот, одма си пополнувате апликација, од кај нас луѓето ви се јавуваат, вие си бирате куче или ако не знаете кој е во координација со нашиот тим, си одлучувате кој е за вашите потреби или за што може да сте поголема, нели? Да, што сакам на планина да го трчам или сакам дома да си го земам, нели? Различни работи имаме денот, ние си го планираме сепак луѓето како сакаме да го поминеме со тоа животно. Еве да пратиме апел и до фирми и до организации и така натаму, зашто и тие да не го направат. Тоа е после вашава емисија имаме, се не знам дали смеам да кажам бренд на фирма, ама со една од телекомуникацијските компании, така да кажеме, не повика Општествено одговорна компанија. Да, општествено одговорна компанија, они сами не повика и сакаат да направиме со нив една кампања за стимулација на вдомување на кучиња во рамки на нивните вработени. Што е продолжување на приказната ваша. Емисијата. Да, точно тоа и баш сакаме да видиме кој како би можело тоа добро да го развиеме и дај Боже утре да го предложиме и на други, да речеме, правни субјекти кои што имаат поголем број на вработени, па зашто да не размислат и да вдомат место да купат миленик, да. Мислам, одлична е кампањата, мора да признаеме и што велиш тука, може да си го најдеме потенцијалниот пријател кој што ќе си го вдомиме. Верувам дека ќе имате уште мал милион приказни истории кои што ќе ги споделувате и велиш ти ќе одиме со едукација, каде јавната сфера ќе се зголеми, каде што и можеби повторно некој од јавната сфера личности ќе се вклучат и ќе експлоатираат темата повеќе. Ете, не мора да е фирма, може да е некое општество, може да е некоја невладна организација, на здружение, на нешто, секој може да биде пример некому. Може да биде. Поддршката од нас ја имате и останува и понатаму да се дружиме, Воислав, за вакви важни теми кои што се нели за нашето општество и да зборуваме не само за проблемите, туку и за решавање на истина. Ти благодариме многу. Да, ќе те прашам само во моментот. Уште нешто имаш? Да, кратко, само да прашам, тоа е препознатливо. Дали имаме некаква бројка, можеби последниве, ајде неколку месеци, колку кучиња беа можеби вдомени од Лајка? Имам една бројка на кучиња кои што од групата на застоени кучиња, кои што е можеби уште поголем успех од ова да се вдомуваат регуларните кучиња. Околу 30 на кучиња во последните 3 месеци се вдомени од групата на застоени кучиња кои што седеле месеци и години во Лајка. Браво. И тоа, мислам, Наталија пак ќе ја поздравиме, сериозен труд има направено за тоа и ја охрабруваме малце повеќе да работи со застоените кучиња за да ни го ослободува капацитетот просторот. Граѓаните треба да знаат и навистина нека ја отворат нашата страна во застоени кучиња. Генерално некои од нив имаат навистина и причина зашто се застоени. Еве во моментов имаме 5-6 ротвајлери внатре кои што ние не можеме да ги вратиме на локација, чисто крвни зборуваме, нели? Ова збориме сега за неодговорно сопствеништво. Да, ова е од неодговорно сопствеништво, немале микрочип, а ние кога ќе ги вратиме на локација, имало такви случаи, ќе вратиш на локација во рокот 1 ден, 2 дена ти се јавуваат од локацијата, викаат земи го затоа што се плашат луѓето. Сепак е куче кое што многу посериозно изгледа. Имаме неколку малинои, имаме неколку шарпланинци, имаме неколку азијати. Имаме едно 15 на питбули. Значи, стварно луѓе кои што имаат афинитет кон таква раса, во секој случај ние правиме евалуација дали се тие со добри намери према животното. Би било навистина убаво да видат, да изберат такво куче од кај нас. Навистина има прекрасни карактери на кучиња, прекрасни кучиња кои што ќе може да влезат во определена средина за да функционираат, може дури како чувар, да речеме, на определен објект, фирма и така натаму. Така што навистина би било одлично.
Супер. И ова да го направиме. Ова е сезона повторно која што ќе зареагираме и ќе бидеме за секоја кампања која што ќе отворите, секој пат велам има и отворени денови кои што ги правите за дружба со милениците. Ќе бидеме тука на линија што се вели. Уште еднаш честитки и ќе ти посакаме успех во сите проекти. Не се сомневаме, но остануваме тука како тим и екипа, се разбира да ги следиме сите активности.